Претиници. Колега Рамчилович, драго ми е што ве гледам во салата. Драго ми е што сте нашле време да предложите амандман. Бидејќи помина еден ребаланс, помина општ претрес по буџетот и ве сега сме на амандманите, јас се радувам што овој амандман е прифатен од владата, без ни навлегувам во самата дискусија, дали тој е договорен помеѓу вас и владата, сепак тоа е одобрен, жалам што е со помал износ, секогаш треба повеќе, меѓутоа со истиот овој жарм кој што денеска го видов од вас, кога предлагате амандмани, кога истиот го договарате, очекувам да ми се придружите и во амандманите кои што ги имам поднесено за нашите сограѓани од населеното место Петровец, населеното место Реженичина, Долно Куњари, од каде што сте вие, Средно Куњари, Горно Куњари, Сушица. Очекувам да ми се придружите со истиот овој жарм, енергија, лобирање, бидејќи верувам дека сте ги погледнале, апелирате тука на оваа страна, дали колегите ги погледнале, ние сме ги погледнале. Со истата ова енергија да дојдете тука и да дискутирате заедно со мене и за прв пат да застанете на истата страна во одбрана на оние кои што одамна вие дале довербата. Вие сте изневерила, но сега имате шанса и можност да со истата енергија овдека, рамо до рамо со мене да ги одбраните интересите на нашите сограѓани од општина Петровец, меѓутоа и на нашите соседи. Од општина Зеленикова, од општина Илинден. И да покажеме дека навистина овдека сме за да работиме за интересите на граѓаните од овие населени места, но и од граѓаните на целата држава. Ќе ве замолам во принцип да не навлегувате во дискусија која што многу добро знаете дека е тема на која што вие првиот би требале да се извините на сите, на македонската јавност, на оние на кои што многу одамна заборавивте, зошто ви беше укажана довербата. Вие сте тие кои што се уште чекаат нашите сограѓани да им се извините, да признаете дека сгрешивте, затоа што државнички потек не подразбира да манипулирате со граѓаните, да се сместите во фотелите, а потоа да изневерите нивната доверба на кукавички начин. Но нема да не влегувам јас со вас понатака во оваа дискусија. Деновиве сведочиме што се случува и колку впрочем сето ова било само една голема лага на која што вие сте ја поддржала. Но времето, историјата ќе каже кој бил на правата страна. А јас сум сигурна дека јас сум на правата страна, а вие сте на погрешната. И тоа го ценат граѓаните. Затоа ќе ве замолам, тука одговорница ќе ве повикам, уште еднаш, како што го поздравив овој амандман, како што моите колеги ќе дадат поддршка за овој амандман, да бидете и вие тука со амандманите кои што ги имаме предложено за поквалитетен живот во образованието, во животната средина, во инфраструктурата, да бидете тука заедно со мене и да лобирате во парламентарното мнозинство за истите да бидат поддржани. Но гледам дека немате многу интерес, повеќе милувате да си дошепнувате со колегите околу вас, тоа говори многу уште повеќе за вас. Соберете храброст, следува понатака амандманска расправа и бидете тука да се избориме за интересите на нашите сограѓани. Ви благодарам.